Дами и господа, добро вечер. Ви благодарам на вклучувањето на вечерашното предавање. Вечерва доктор Емил Нијами ќе ни говори за 12 јуни, денот на Русија. Повелете, доктор Нијами. Благодарам и од мене. Добре дојдовте и овој петок на уште едно предавање на Рускиот центар. Денес ќе зборуваме за денот на Русија, 12 јуни, кој што е во недела, меѓутоа за да ви раскажеме што поточно се слави во недела, решивме тоа да биде денес. 12 јуни, инаку официјално се нарекува, неофицијално се нарекува Ден на независноста. Всушност, вистинскиот назив на овој празник најпрво бил Ден на донесување на Декларацијата за државен суверенитет на Руската Федерација. Токму на овој датум во 1990 година, на првиот конгрес на народните пратеници на РСФСР, беше донесена Декларацијата за државен суверенитет. Со одлука на Врховниот совет на Руската Федерација од 1992 година, 12 јуни се означува како празнична дата, со официјален указ на претседателот на Руската Федерација од 2 јуни 1994 година станува и официјален државен празник. Интересно е тоа што токму на 12 јуни во 1991 година беа одржани и претседателските избори, на кои победи Борис Јелцин. Во 2002 година празникот го добива називот Денот на Русија и секоја година се прославува како државен празник. Тој е всушност и тој ден, 12 јуни, е и неработен ден во Русија и е најголем, да кажеме, празник од државно значење. Како што реков, овој празник уште се нарекува и Ден на независноста, по аналогија со други празници во светот, кои навистина стекнале независност, па да кажеме и ние во Македонија славиме Ден на независност, да кажеме, на 8 септември, кога го ја славиме независноста од дотогашната Федерација Југославија, или како што да кажеме претходните советски држави кои што стануваат независни една по друга. Секако дека тука не станува збор за никаква независност. Русија, значи, не добила независност со ништо по распадот на Советскиот сојуз. Руската Федерација всушност останува Русија формира така наречена Руска Федерација, и тоа е заедница во која што до ден денешен живеат милиони луѓе. Според едно истражување кој што го прави, често ваквите истражувања ги прави Левада центарот од Русија, во 2003 година 65% од испитаниците овој празник го нарекувале Ден на независноста, додека пред 10 години бројката паднала на 36, а сега повеќе дури не станува збор, можеби евентуално разговорно некој да каже дека всушност станува збор за така наречен Ден на независноста. Во Русија на овој ден, како што и прилега, се одржуваат различни манифестации. Главната манифестација секако се одржува во Москва на Црвениот плоштад, со разли пригодности, значи, и традиционалните концерти. Она за кое што денес исто така ќе зборуваме, тоа се, значи, и определените државни символи на Руската Федерација, бидејќи тоа е една интересна тема, би сакал и малку поопширно да раскажем, особено кога станува збор за
химната на Руската Федерација. Сепак најпрво ќе почнеме од грбот. Грбот на Русија всушност се појавил уште во 1497 година. Тоа е двоглав орел, како што знаете. Орелот представува символ на сонцето, на небесната сила, на огнот, на бесмртноста. Едната глава на орелот го представува водачот на државата, односно во тој период, во 1497 година, великиот кнез на Русија Иван Василевиќ, додека втората глава е всушност првиот човек на православната црква, патриархот на цела Русија, тогаш филантроп. Двете глави на едно тело го представуваат всушност единството на Русија. Во понатамошната историја доглавиот орел останува на грбот како символ на единството на духовната и на световната власт. И по таа аналогија веќе е преземен понатаму во руската историја и до ден денес двоглавиот орел се сретнува, е официјален грб на Руската Федерација. Секако постоеле различни модификации, но не би навлегувал тука, би продолжил со знамето. Знамето е еден од главните државни символи на Русија во текот на многу години. Црвеното знаме со срп и чекан беше всушност официјалното знаме на Советскиот сојуз. Во овој денешен свет, тробојката со бела, сина и црвена боја првпат се појавија на 22 август 1991 година и овој датум е всушност ден на руското знаме, бидејќи на овој датум е издаден декрет за официјално представање употреба на националното знаме. Денес не постои некое официјално толкување на значењето на боите, но општо е прифатено дека белата боја го символизира мирот, чистотата и невиноста, синиот е бојата на верата, верноста и упорноста, а додека црвената боја ја означува силата и крвта пролеана за татковината. Аналогно на ова, знаете, кој имавме и знамето на СФРЈ, кој што беше исто така во тробојка. Да видиме за потеклото на знамето, се верува дека некаде во 17-тиот век Русија не имала знаме како државен символ, ами главно го користела, како што веќе рековме, грбот. Знамето за прв пат се појавило на бродовите. Во 17-тиот век градењето на бродовите во Русија започнало активно да се развива, поради што често се канеле бродоградители од Холандија. Тие предложиле комбинација на бои по кои се добро запознаени и царот Алексеј Михајловиќ тие бои ги прифатил. Историчарите се согласуваат дека за прв пат се појавила тробојката со двуглав орел, рускиот грб на бродот кој се нарекува орел, но нема официјални докази за поддршка на оваа теза. Сепак сигурно е познато по кој редослед се распоредени боите. Познато е дека во 1693 година отред на мали пловни објекти на Петар Велики пловеле по Белото море, демонстрирајќи го бело-сино-црвеното знаме на московскиот цар. И морам да кажам дека тоа оригинално платно е зачувано до денешен ден. Царот долго време студирал, како што или знаеме дека Петар Велики отворил прозорецот на Русија кон Европа и кон светот воопшто. Патем речено, вчера се прослави 350 години од неговото раѓање. Петар Велики долго време студирал Продоград во Холандија, па и боите му биле познати. Во 1705 година тој го потпишал указот со кој се бара сите руски трговски бродови да носат бело-сино-црвено знаме. Се верува дека белата линија ги символизира, како што реков,
слободата и независноста, додека во таа време сината ги символизирала религијата и бранителите на руската земја, црвената, како и денес, символизира храброста и неустрашивоста на војниците кои ги дале своите животи за сопствената земја. И така тробојката долго време останала символ на флотата, почнала да се појавува на копното кога руските навигатори ги откриле новите земји, кога го освоиле Сибир и далечниот исток, ставајќи го таму своето знаме. Меѓутоа до Петар I хералдичките бои црната и златната станале популарни во армијата. Тогаш на државно ниво се почнало да се користи знаме со црно, жолто и бело, денес ова е така наречено империалистичко знаме, кое што го користат приврзаниците на крајната десница. Во 1883 година Александар III решил всушност да ги врати белата, сината и црвената за свечени пригоди, а по детална дебата за значењето на боите Николај II повторно ги направил национален символ. Тие исто така ја красат церемонијата и на кронисувањата. Во тоа време боите ги има значи следното објаснување: белата за слобода, сината за Богородица, а црвената за државна моќ. Ова е политичка одлука, бидејќи императорот сакал да создаде национално знаме и да ги оживее традициите на Петар Велики. Во исто време неговата намера била да користи бои за да демонстрира блискот со луѓето и да ја обедини големата империја. За време на празниците еден цитат можем да прочитам. За време на празниците големиот великоруски селанец носи црвена или сина кошула, додека оној од мала Русија и Белорусија носи бела боја. Руски селански жени исто така носат црвени и сини фустани. Општо, според руските сваќања, се што е црвено е добро и убаво, се вели во извештајот за боите наменети за царот. Како што знаете, во многу европски земји тробојката до денешен ден останува на знамињата и многу често се среќава. Мораме да нагласиме уште еднаш, треба да го знаеме редоследот. Знамето е подолжина треба да биде 3:2 во висина, со 3 подеднакво распоредени бои, најдолу црвената, потоа сината и најгоре белата боја. Сега, како што ви ветиш, ќе преминеме на една уште поинтересна приказна, а тоа е химната на Руската Федерација. Но ќе започнем од химната која што ќе започнем историјата за химната што денес ја знаеме. И бидејќи би требало многу понапред да одеме по моментов за денешнава пригода, и тоа и не е важно, би сакал да ви ја раскажам приказната за раѓањето на химната на Руската Федерација. Приказната за она што денес го знаеме како руска химна е започната во 1930 година, кога националната химна на Советскиот сојуз се уште била интернационалата. Химната на многу левичарски движења во 19. век со посебни стихови напишани на руски, така всушност на 17 ноември 1935 година работниците кои што го надминуваат обемот на работата, мислам, тука се значи фалики ги стахановците, работниците кои го надминуваат обемот на работа, со тоа ја забрзуваат и индустриализацијата на Советскиот сојуз. Генералниот секретар на централниот на ЦК на КПСС во тој момент Јосиф Сталин рекол сега се живее подобро.
И всушност, значи, само секунда, така, сега се живее подобро, сега се живее посрекно, а кога се живее весело и работата оди од рака. Првата фраза од изјавата на Сталин стана многу позната и популарна, што следната година според неа била напишана песна. Авторот на музиката, генерал мајор и професор по музика на конзерваториумот Чајковски, Александар Василевиќ Александров, основач на познатиот ансамбл кој денес го носи неговото име и настапува во цел свет. Тогаш дури не можел да замисли всушност што ќе се случи со неговата композиција во иднина. Стиховите се напишани од поетот Василий Лебедев Кумач. Зборовите на Сталин се представени како песна која лета на советската земја, простор за ум и раце, која нејзините граѓани забрзано ја подготвуваат и за подобра и посрекна иднина. Јас сега би сакал да ја слушнеме оваа верзија и потоа ќе направиме известни споредби. Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной. Весел напев городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Весел напев городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Дружна страна и растет, и поет, с песнею новые счастье кует. Глянешь на солнце, и солнце светлей, жить стало лучше, жить стало веселей. Глянешь на солнце, и солнце светлей, жить стало лучше, жить стало веселей. Знай, Ворошилов, мы все на чеку, дяди земли не уступим врагу. Силушка есть у отцов и детей, жить стало лучше, жить стало веселей. Силушка есть у отцов и детей, жить стало лучше, жить стало веселей. Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть спасибо, родной. Долгие годы живи, не болей, жить стало лучше, жить стало веселей. Долгие годы живи, не болей, жить стало лучше, жить стало веселей. Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной. Весел напев городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Весел напев городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Добро, тоа ја слушнавме песната, според која чисто рефрен или рековме според зборовите на Јосиф Сталин. Неколку години подоцна популарноста на песната довела до тоа да биде избрана всушност за химна на комунистичката партија на Советскиот сојуз. Александров незначително изменил музиката, а Лебедев Кумач напишал нов текст. Во него всушност се зборува за партијата на Ленин и Сталин, која со својата вистина и сила, заснована на филозофијата на Маркс и Енгелс, создала држава на Советите, која е единствена таква во светот. Песната ја представува комунистичката партија како гордост, мудрост, срце и сила на народот. Химна партијата на болшевиците, всушност, таа се нарекува. И додека јас зборувам, вие имате нели можности да го прочитате текстот со превод и на македонски. И сега би преминал токму на оваа изведба, да слушнеме што всушност се менува
не само во зборовите ќе слушнете и малата измена и во аранжманот, како што ќе одиме понатаму да ги прегледуваме химните. Еве да ја слушнеме и оваа. Ето така, преминуваме на следната етапа во климаксот на големата војна. На песната на Александров се случила една неочекувана судбина. Раководството на земјата на чело со Сталин решило да промени химната на СССР. Нивната намера била музиката повеќе да не биде со странско потекло, односно интернационалата од 1888 година која има напишана од францускиот композитор Пиер де Гейтер. Освен тоа, наднационалната, да кажеме, интернационала, која поетски ги представува космополитските надежи на меѓународното работничко движење и на комунистичкиот манифест, повеќе не одговарала на историската реалност. Предлог за новата химна напишале и величини како што се например Дмитрий Шостаковиќ, но сепак Сталин решил химната на партијата, чија музика ја напишал Александров, да стане мелодија на државната химна на СССР. Важна улога одиграл секако и фактот што песната била исклучително позната, или како што самиот Сталин се изразил за музиката на Александров, дека тоа е всушност химна за една моќна земја и дека во неја се огледа моќта на државата и вербата во
победата. Но повторно било потребно да се смени текстот и оваа задача била доверена на писателите Сергеј Михалков, кој патем речено е татко на славниот режисер Микита Михалков, и на Габриел Уреклјан, ерменски новинар и писател, познат по прекарот Ел Регистан. Двајцата автори можно внимателно го срочиле текстот. На самиот почеток најпрво се истакнува дека новата држава СССР по волја на народот ја создала Велика Русија, која се споменува под нејзиното старо име, како што можете да видите, Рус. Текстот објаснува дека Ленин овој историски руско-советски процес го донел до слободата, дека Сталин ја потикнал всушност новата земја на работа и ја зајакнал. Конечно, наместо партијата, која, како што видовме, како беше претходно, својот подмолет на предавникот Гнил сурово го брише од патот свој, тука армијата на татковината, подмолните освојувачи од патот ќе ги збрише. Сталин ја одобрил новата химна на 14 декември 1943 година. Таа за прв пат била изведена по повод нова година на 1 јануари 1944 година. По смртта на Сталин во 1953 година СССР влезе во еден така наречен период на десталинизација. Неговото име се помалку беше споменувано, а како главна фигура во создавањето на земјата се истакнува само Ленин. Бидејќи сме некаде тука на крајот, ќе подпрескокна малце. Конечно, во 1977 година раководството на Советскиот сојуз со Леонид Брежнев реши по повод донесувањето на новиот устав на Советскиот сојуз чувствителната преработка на текстот повторно да ја додели на авторите што ја има напишано во 1943 година. Името на Сталин е исфрлено, а во рефренот партијата на Ленин е наречена народна сила, која всушност ја води државата кон комунизмот. Треба да се спомене дека зборот комунизам тука за прв пат е употребен во целосна согласност со филозофијата на Маркс. Заслугите на Ленин за вдохновение за работа, тука му припаѓаат заслугите на Сталин за вдохновение за работа му припаѓаат на Ленин. Исврлени се воените стихови кои повеќе не биле толку актуелни како во 1944 година. Во последната строфа уште еднаш се истакнува иднината на земјата, се уште недостигнатата состојба на комунизмот. Еве да слушнеме и оваа химна. Союз!
стигнавме до денес, конфузијата што всушност ја донесе распадот на Советскиот сојуз се одрази на изборот на новата државна химна на Руската Федерација од 1991 до 2000 година. Русија успеа беше без вистинска идеја што да и биде химна. Така, под раководството на Борис Елцин беше донесено необично решение химна на Руската Федерација да биде патриотската песна на Михаил Глинка, напишана во 1833 година и постумно најдена во 1895 година. Привремената химна, која дотогаш им беше непозната на сите, освен на музичките стручњаци, беше изведувана без текст. Овој факт беше особено лошо завлуваше на моралот на спортистите и на меѓународните надпревари. На ваквата ситуација беше ставена точка на крајот од 2000 година, во расплет кој сам по себе представува важно спеднување во новата руска историја и важно обележие на нејзиниот сегашен идентитет. По обширните јавни расправи, новиот председател Владимир Путин ја врати на Русија мелодијата на химната на СССР на Александров, а промените на зборовите по трети пат му беше доверена на истиот тој човек Сергеј Михалков. Овој литерат кој тогаш имаше 87 години уште еднаш се најде пред една голема задача и со длабок символички континуитет на настаните ги напиша новите зборови на химната. Секако постоја многу зборови, многумина беа против. Сметаат дека химната на Сталин не треба да стане химна на Советскиот сојуз. Меѓутоа, дури и да кажеме тогашниот патриарх московски на целата Русија Алексеј рече дека да, ова е сериозно добра композиција која што им е позната и на Русија. Секако имаше и такви империалистички предлози да биде химна, да кажеме, царската химна Боже царе храни и така натаму, но со новите песни се добива со новите зборови се добива денешната химна, која што ќе ја слушнеме како последна за вечерот. Ете под звуците на современата химна, денес, односно на 12 јуни, се прославува и денот на Русија.
бидејќи ни остана многу малку време, јас би ви се заблагодарил за вниманието. Знам дека беше кратко и веќе 30 минути помина, многу работи остана недоречени. Ветувам дека во некоја следна пригода и ќе се задржаме повеќе на овие мотиви. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и од моје име. Ви посакувам убав викенд и следете на нашата Facebook страна за повеќе информации за следните предавања. Убава вечер.